Почитувани, на повидок е нов скандал и груба манипулација на производителите на јаболка од Преспа, од страна на владата и Министерството за земјоделство. Овој пат манипулацијата е направена со индустријското јаболко и многу ветуваните субвенции од 3 денари по килограм предадено индустријско јаболко во домашни производни капацитети и извезено индустријско јаболко. Владата задкулисно довела дополнување на уредба, тоа е ова, од 12.10.2018 година, која се коси со уредбата во програмата за директни плаќања за 2018 година. Во дополнувањето стои: земјоделецот да не е корисник на подмерка 1.10, а тоа значи дека треба индустријското јаболко да се предаде или кај преработувач или кај регистриран откупувач, што би значело дека земјоделците можат да предаваат индустријско јаболко или кај домашните преработувачки капацитети или кај регистрираните откупувачи за извоз, но не и кај двата субјекти, што беше случај кај 90% од јаболко производителите во Преспа. Производителите предаваа индустријско јаболко каде што ќе најде амбалажа, а некои од нив и сами си ја купуваа амбалажата, што сега, поради овие измени, се доведуваат во ситуација да ги изгубат субвенциите. Од ова произлегуваат низа на прашања и нејасноти. Зошто на веб страната на МЗШВ се уште стои, цитирам, ова е веб страната, владата на денешната седмица донесе одлука за завоедување на нова интервентна субвенција за производителите на јаболка, конкретно производителите на јаболко, кои ќе го предадат своето производство кај регистриран откупувач, ќе добијат субвенција од 3 денари за килограм предадени јаболка. Условот за добивање на оваа нова субвенција е родот да е предаден најдоцна до 25 декември годинава по цена не повисока од 5 денари за килограм. Ако во Министерството сте знаеле за оваа уредба, зошто сте дозволиле луѓето да поднесуваат, субјектите регуларно да делат потврди за примена јаболко и за дома и за надвор, а вие сте ги примали апликациите за оваа мерка, кога сте гледале дека документацијата не е во согласност со швајцарската уредба, зашто некои треба да понесат и одговорност. Нека ми објасни некој од Министерството како ќе одредат која од количините ќе биде исплатена за мерката која што силно популистички ја промовиравте. За оваа измена, за која само што вие знаете, не знаеле ниту откупувачите, ниту преработувачите, а најмалку земјоделците. Иако станува збор за огромна сума на пари, која на преспанчани оваа година им е преку потребна, или пак продолжува праксата да се удира по најранливите категории, што и ви преминува во пракса. Господо од власта, земјоделците не се административци и не добиваат службен вестник на нива. Затоа постојат надлежни министерства. Ги повикувам надлежните кои претходно преговараа за оваа мерка до крај да се завршат работата и да исправат оваа голема неправда. Исто така, апелирам до сите релевантни здруженија да покренат иницијатива за проблемот да биде решен. И за крај, драги мои земјоделци, не можеме до бескрај немо да чекаме некој друг да ни ги решава проблемите.